До 2027 година треба да се крене рампата на граничниот премин Маркова нога кај Преспа, со кој Северна Македонија ќе се поврзе со Грција. Долго најавуваниот премин од властите во двете држави повторно ќе стане реалност откако денес отпочна активностите за негова изградба. Финансиски е поддржан преку програмата ЕУ за Преспа. Today is a historic day. Навистина ова е историски ден за вашата земја. За ЕУ е многу важно која е визијата на граѓаните од трите страни на Преспа и мислам дека тоа што е најважно е да се има визија која ќе биде фокусирана од луѓето за луѓето, визија која ќе биде фокусирана на размена на искуства, економски развој, повеќе можности на граѓаните. Изградбата на овој граничен премин ќе покаже дека економскиот напредок и прекограничната соработка може да додат рака под рака со држливоста во животната средина. Почетокот на работите доаѓа цели 7 години по потпишувањето на Преспанскиот договор во 2018 година со кој Македонија го промени името во Северна Македонија, а отворањето на преминот беше најавено уште со неговото потпишување. За македонскиот премиер Христијан Мицковски ова е посебен ден за Преспа. Градоначалникот на Ресен Јован Тозиевски се надева дека ова ќе помогне во заживување на регионот околу Преспанското езеро. Е само уште еден чекор кон поврзување на двете Преспи од едната и од другата страна на границата и мислам дека овакви примери се позитивни и за двете држави и во таа насока треба и понатаму да се градат односите, да се поврзуваме, затоа што само на тој начин можеме да бидеме во оптиката на поголемите држави. Проект кој е од исклучително значење за нашиот регион, за двете страни, проект кој ќе го заживее овој дел од Македонија. Се надеваме на многу позитивни приказни во иднина, развој на туризмот, поголем проток на луѓе, се разбира и локалното население да го види својот бенефит од овој проект. Граничниот премин Маркова нога бил во функција 1967 година, по што бил затворен по смената на власта во Грција. До грчка страна води неасфалтиран пат од околу 200 метри, а до првото грчко населено место Лемос има само 3 километри. Со децении жителите од целиот регион требаше да поминат околу 100 километри за да стигнат до најблискиот граничен премин со Грција Меджитлија кај Битола. Колку време го чекаме тоа? Ќе ви кажам еден пример. Ние сме моторџи, со мотори врвиме. Битола, Лерин, Корча, Охрид. 6 пати треба да застанеш за да поминиш преку граница. Најубаво да ги немат граници, ама и ова што се отворат е супер. Секој отворање на таков еден премин, секоја овозможување на фреквенција на народот од едната и другата страна на двете држави е добро и за двете држави. И за бизнисот, и за туризмот, како и за целокупното население овдека на Балканот. Ке се растеретит преминот што е кај Грција, кај Битола, ке биде растеретен и тоа е добро за Македонија. Жителите од Преспанскиот регион во минатото поради близината на населените места со Грција, овој премин го користеле за пазарување и посета на нивни роднини. Границата ја поминувале со така наречени погранични книшки. Велат дека со отварањето на преминот ќе се зближат уште повеќе со нивните грчки соседи. Се очекува соработа наскоро да почнат и на грчка страна. Од Преспа за Гласот на Америка, Мики Трајковски.